Со изградбата на хидрофорската станица, жителите на Нерези конечно ќе го решат својот најголем проблем и ќе добијат вода. Тие се благодарни на градоначалникот Јакимовски за конечната реализација на овој проблем, за кој велат дека чекале околу 20 на години. Жителите од Нерези конечно ќе добијат водовод. Проблемот со кој се соочуваат повеќе од 20 години ќе стане минато. Започна изградба на хидрофорната станица. Практично граѓаните на Средно Нерези во текот на летниот период не можат да упалат бойлер затоа што и нема вода. Баравме разноразни начини како ова прашање да го решиме. По ваша иницијатива, на вашиве колеги овде, направивме еден водовод во должина од 300 метри, потоа граѓаните побараа уште 150 метри, меѓутоа повторно вода не можевме да добиеме, за да на крај одлучиме да ја направиме ова хидрофорска станица со која што очекуваме дека вашиот проблем барем за наредните 20 години ќе биде решен. Сакам да искажам голема благодарност за вашето разбирање. Дали сте сакали или сте некој да не разберете, тоа е сосема друго работа, но она што е најбитно дека кај локалната самоуправа од секогаш постоеше желба да ова прашање го решиме. Некои работи беа надвор од нашата моќ. На крајот се вклучи и јавното претпријатие за водовод и канализација, кое што практично го направи целиот проект, и водовод и канализација за волја на вистината ќе инвестираат во ова хидрофорска станица некаде околу 2,5 милиона денари, тоа е значи нешто преку 40.000 евра. Локалната самоуправа ќе инвестира некаде околу 35.000 евра, значи цирка се на се негде ќе фати ова инвестиција околу 100.000 евра. Со одлука на Совет донесовме веднаш одлука, бидејќи се работеше за едно вакво прашање. Во соработка со градоначалникот, веднаш сите советници едногласно изгласаа одлуката оваа набавка да се спроведе и да се изгради оваа препумпна станица. Инаку сакам да напоменам дека и минатата година кога бевме тука, ви ветивме дека во најбрз можен рок ќе започнеме и дека вашиот проблем ќе се обидеме да го решиме за наредни 20 години, а понатаму можеби ќе ако треба и некое проширување, да. И ние како граѓани треба да бидеме добро снабдени со водава и така од целиот џемат јас го искажувам ова благодарност. Жителите презадоволни од реализацијата на овој за нив голем проект. Тие велат дека досега маки мачеле со водата. Во летниот период скоро и да немале вода за пиење. Голема благодарност упатуваат до градоначалникот Јакимовски, кој се одзва на нивните барања и го исполни она што им го вети. Еве 28 години јас сум овдека. Еве 30 години чекаме вода немаме. Мислите ли дека ќе се реши проблемот сега конечно? Па мислим дека ќе се реши. Па голема благодарност као прво до градот, до градоначалникот на Карпош. Ова иницијатива трае со години уназад. Конечно дојде тоа решение. Јас сум од 54 година тука живеам. Водоводот стариот додека беше како годините минат, така се проширува градбата, нели, нормално е тоа. Меѓутоа истата инсталација и од година на година се помал притисак имаме. Што значи, поготово летниот период, вода сем ноќе со хидрофори, со цистерни, па хидрофори да буткаме, преку ноќ да полниме цистерни. Уште еднаш голема благодарност. Конечно се надеваме дека ова нова наша Голгота се реши. Со денешниот ден, значи петок ден, значи свет ден за нас, значи албанците, муслиманите, денеска свана со градоначалникот постигнавме едно нешто што го бараме цел живот, значи нашите предци го барале тоа, значи да имаме вода, затоа што во лето ние немаме вода тука. Значи негде 10-12 часа во текот на денот немаме, но со денешниот ден веруваме дека за месец дена ова, значи ќе заврши ова Голгота и вода ќе имаме ние. Општина Карпош и натаму продолжува со реализација на вакви и слични проекти, со кои значително ќе се подобрат условите за живот на жителите. Кога станува збор за оваа локална самоуправа и за градоначалникот Јакимовски, се што се ветува и се остварува. Изградбата на хидрофорната станица е само уште еден доказ за тоа.